Со првите поладни есенски денови во Тетово започна да расте и загаденоста на воздухот со штетните PM10 честички. Градот неколку години е помеѓу првите на листата кои имаат високо ниво на аерозагадување. Дополнително во време на пандемија, кога има и голем број на заразени со COVID-19, се доведува во прашање здравјето на граѓаните. Научните студии потврдуваат дека поголемо загадување на воздухот значи многу полоши последици од заразата со коронавирусот. Ако се зголеми за 10 микрограми PM10 честичките, смртноста се зголемува за од 0,2 до 0,8% кај луѓето. Сега, во комбинација со SARS вирусот, значи, кога имаме зголемено аерозагадување, присуство на SARS вирусот, ниски температури, сув воздух, отсуство на ветер, тоа е перфектна бура за една деструкција на јавното здравје. Знаејќи дека големината на вирусот, на SARS вирусот е некаде околу во просек 0,12 микрони, а оние фини лебдечки честички се со слична големина, за разлика од SARS вирусот, кој некаде во просек, зборувам за затворена просторија, може да перзистира околу 150 минути, тоа е максимумот е до 3 часа, а во просек 150 минути, кога ќе се нанесе на една фина PM честичка, може да остане со денови во воздухот. И тоа е таа перфектна бура за нарушување на здравјето на човечкиот организам. Ако не се придржуваме на мерките, може да се рече дека не чека тешка зима. Граѓаните на Тетово велат дека загадувањето најмногу го чувствуваат во ноќните и раните утрински часови. Во ноќните часови во главно, кога домаќинствата се греат, тогаш се чувствува загаденост. Затоа и не излагам да прошетам малку низ града од лош воздух. Од општина Тетово очекуваат дека мерката за доделување инвертер клими на граѓаните ќе придонесе за намалување на аерозагадувањето. За сега казни за загадувачи нема, бидејќи се проверуваат налозите по извршените 70 вонредни и 40 редовни надзори врз погони и предпријатија. Инаку на лице место инспекцијата каде што ги вршела редовните контроли се затечени субјекти кои што прават загадување на воздухот во општина Тетово, со тоа што на лице место немаат овластување веднаш да дадат казнени мерки, туку се дава налог да се направи испитување во лабораторија на загадувањето во моментот и се разбира дека инспекцијата ги чека налозите кои што треба да дојдат од лабораторијата, за да веднаш понатаму се постапи според закон. Иако рестриктивните мерки на светско ниво го намалија загадувањето на воздухот, сепак во Тетово во ноември речиси секојдневно имало надминување на дозволените концентрации на PM10 честичките.